во собата и пеам тралала, интра, ин во тралала, интрат влегува. Глаголот киркум спектат е сложен као од едно киркум и спектат само спектат. Значи гледа, еве повторно на т завршува, значи трето лице еднина, гледат, би рекле на ресенски, на т гледат, спектат, го гледа спектарот на сонцето, спекта. А киркум значи циркум, циркус, круг, circle на англиски, круг, значи гледам наоколу, гледам во круг, разгледувам. Киркум спектат би значило тој тоа разгледува. Тој киркум спектат, таа киркум спектат, тоа киркум спектат. Тој разгледува, таа разгледува, тоа разгледува. Глаголот салит, повторно трето лице еднина, тој салит, таа салит, тоа салит, значи скокам. Значи скока, тој скока, таа скока, тоа скока. Салит. Игра салса, скока. На една нога, на друга нога, напред, назад, лево, десно, подскокнува, скока и игра салса. Салса, салит, салса, салит, сал, играме салса, скокам лево, скокам десно, скокам напред, скокам назад, салит. Значи тој скока, игра салса, салит, трето лице еднина, салит. Понатаму глаголот стат, значи стои, повторно на т, значи овдека гледаме сите глаголи што ги сетнавме се трето лице еднина. На т, стоит, би рекле во ресен, на т, ст, истата основа, ст и кај нас во македонскиот јазик стоит, по ресенски би рекле на т и во латинскиот стат. Иста основа ст во стои и стат и ст во стат. Стертит, глаголот, значи хрчи, грчи, стертит, овдека ова би го правиле грумио хрчи, бидејќи погоре се кажа дека спие. Стертит, грчи, тој спие и грчи, стер, на тој начин грчи. Најверојатно имал расипани заби, па не можел да грчи ами грчел стер и така натам. Друг глагол латрат, што значи лае, латрат, тој лае, тој латрат, таа латрат, тоа латрат. Значи повторно на т, трето лице еднина, лае, ла. Основата значи ла, исто во лае кај нас и во латрат исто ла. Латрат, лае. Ла. Како да пее кучето. Ла, значи латрат. Лае. Ова е некое епте музикално куче кое што пее ла, но сепак бидејќи куче велиме дека лае. Сургит глаголот, што значи станува. Сургит. Станува. Исто на т завршува. Значи трето лице еднина, тој сургит, таа сургит, тоа сургит. Во ресен би рекле суз бре, стани, сургит. Кламат, глаголот, исто така трето лице еднина, значи вика, кламат. Дојдоа луѓе со машина за сечење на дрва, да ги пресечат дрвата во нашиот двор, и кога ја става машината во погон, машината правеше клам. И така почна да работи и толку силно бучеше машината што човекот што сечеше дрва, што ги сечеше дрвјата, за да можам да го слушнам, кога ми се обраќаше, викаше силно: кламат,
Тој кламат, таа кламат, тоа кламат, тој викаше, таа викаше, тоа викаше. И на крајот остана глаголот exit, што значи излегува, нели она познатото во поголеми некои супермаркети, стоковни куки пишува exit, излез, exit, излегуват, exit, exit, излегува. Излези, exit и манџа и питулици. Така велиме во ресен. Излези, exit, излегува. Ex, впрочем, ex значи од. Како што горе интрат, значи влегува, in, во. Ex е од, exit значи оди од, излегува. А интрат, оди во, значи влегува. Овие се како два спротивни глаголи. Интрат влегува и exit излегува. In во, значи оди во влегува, а exit, ex од, значи од, оди од излегува. Пробајте, значи, да научете ги глаголите што ви ги кажав. Ест, е, седет, седи, лаборат работи, скрибит пишува, дормит спие, интрат влегува, киркумспектат разгледува, салит скока, стат стои, латрат лае, стертит хрчи грчи, сургит станува, кламат вика и ексит излегува. Со приказните кои што се потрудив јас да ви ги кажам околу тие глаголи, со асоциациите што ви ги дадов, со сликите што ви ги направив, слободно може да си правите и ваши слики за глаголите што ги учиме и за зборовите, без разлика дали имаат некоја врска директна со зборовите што ги учите во латинскиот јазик или не. Тоа е добар начин да си правите некоја своја логика, некоја своја асоциација што ќе ви помага да ги запомните како се изговараат. Значи научете ги добро и се среќаваме повторно на наредниот втор час од овој почетен курс по латински јазик.